Млади, четворици. Јас и Боразов и уши двајца. Едното е по-големо односно, едно по-мало. Жителите од село Долна Бошава се занимаваат претежно со земјоделие и сточарство. И во поранешниот период, така и денеска, сточарството им било претежна гранка за екзистенција. На Илинден во Долна Бошава беше пуштен во употреба мост на реката Бошавица. Најстарите податоци за селото Долна Бошава говорат дека тоа лежи на ниската тераса на левата и присојна страна на долината на реката Бошавица под пресекот меѓу Мелје. Селото е христијанско од чифлички тип и издолжен облик. По должината на патот се Горно и Долно Мало разделени со сред село. Порано во Горно Мало имало 16 куќи, а во Долно Мало 30 куќи. Селаните се занимавале со земјоделство и сточарство. До ослободувањето Долно Мало го држал Шаќери бек Рибаровски од Долни Дисан, а Горно Мало Усни бек Рибаровски од Кавадарци. Нивите се од десната страна на долината, местноста наречена Поглед, а на левата страна се наоѓа Страња. Долна Бошава е старо население. Пред основањето на Горна Бошава се нарекувала само Бошава. Во почетокот на 19 век селото поради зулумите на рибаровци се раселило. Старите жители избегале во Меглен, а тоа станало Чифлик. Манастирот Бошава се наоѓа под селото на високата тераса на Бошавица. Над селото спрема Горна Бошава има камен со облик на човек, а на него крст. За Долна Бошава денес говори Ѓоко Атанасов, председател на местната заедница Долна Бошава и началник на фондот за локални патишта во локалната самоуправа Конопиште. Селото Долна Бошава се наоѓа во општина Конопиште во подножјето на Кожов планина, односно покрај прекрасната река Бошавица. Селото Долна Бошава во поранешниот период броело околу 40 семејства. Денеска знаеме случајот миграција село-град, останати се околу 20 семејства и тоа претежно стари луѓе. Кажете ни, со што се занимаваат овде жителите на Долна Бошава? Жителите од село Долна Бошава се занимаваат претежно со земјоделие и сточарство. И во поранешниот период, така и денеска, сточарството им било претежна гранка за екзистенција. Претежно имало овци и говеда, сега бројот на стадото овци е намален, околу 200 грла на овци сега обстојуваат тука, инаку застапена и гранката земјоделието. Во поранешниот период житарицата била претежно застапена, луѓето жнееле нели на времето, сега и лозјарството е развиено, луѓето се враќаат во овој крај, барат екзистенција, голем број на лозови насади има и луѓето мора да се враќат и да барат екзистенција тука, затоа што веќе у градот е, што знаеме ситуацијата со фирмите, малку тешка и земјоделието у наша Македонија е единствена излезна ситуација. Спомнавте, луѓето се враќаат, прават лозови насади, значи ли тоа дека овде се градат нови куќи? Да, луѓето градат викендици, после ќе ги погледнеме тие викендици, заинтересирани се покрај реката Бошавица, знаат убавината на ова село, се зголемува бројот на лозовите насади претежно и луѓето
затоа што куќите веќе се остарени и ги обновуваат, ги реновират и градат и нови викендици. Дали има луѓе што прават викендици само за рекреација во летниот период? Да, некои прават за рекреација, некои прават за место на живење да им е тука и претежно сабота, недела, викендите ги користат тука и утекот на летниот период има поголемо движење, циркулација на луѓе тука. Кој како, некои со лозови насади, некои со садат јаболка, некои круши. И така, кој во која гранка верува и од која гранка мисли дека најмногу ќе му придонесе за една убава екзистенција, со таа гранка се занимава. Колку млади има во селото? Сега, за жал, млади луѓе малку има останато. Има 5 до 6 млади луѓе кои што и не се женети, за жал. Тоа е нашата денешница, али мислам дека за напред еве селото веќе оживе, луѓето почнаа да се враќат, почна циркулацијата на луѓе тука и мислам дека ни се гледаме подобра иднина. Има перспектива. Има перспектива во Долна Бошва. Користам прилика да ги поканам сите оние кои што мислат да прават викендици, да го искористат тоа во нашето село Долна Бошва, покрај прекрасната Бошавица. И тоа Овде има чист воздух, па ќе се отвори апетит и така. обавезно, чистиот воздух е тука, нема загаденост, немаме ни тука фабрики некои кои што ќе го загадат воздухот. Меѓутоа е у соседното село Крњост отворена пилана, има најави тука рибници да се прават, има надеж, има перспектива, па нека повелат бизнисмените, нека дојдат тука да видат, да погледнат и да го најдат својот интерес. Долна Бошава дава можности за развој на сточарството, посебно на овчарството. Семејството Стафилови се бави со овчарство, имено тие имаат стадо од 90 овци. Еве ја можноста да поразговараме и со Чичко Ристо. Чичко Ристо, кажи ни колку брои твоето стадо и зошто токму со сточарство се одлучи да се занимаваш? Ами, чувам околу 90 бичи овци. И со не се занимавам со дета. Друга работа немам. Мора со ни да. Друго шодам, како да ви кажам. Кажете ни, кој ви помага? Со децата. И жента, сите мислам, четворицата, ни фамилијето. Колку јагниња добивате годишно, просечно од вашите овци? Кога, како? Оваа година? Вау, еднакво 60 скоро имаме. 6 Каде ги продавате јагнијата? Тоа и продавам у Кавадарце, каде носат после не знам. Дали сте задоволни годинава од продажбата на јагнијата? Средни сме. Не сме огромни, па средни сме. Дали правите и сирење? Правиме. Правиме. Дали има и организирана продажба на млеко? Абе, шо да како да ја опишам. Има, мислам, се троше, како. Кој го купува вашето млеко? Млеко не продавам, мислам, за дома, селенко За продавам. домашна потреба? Да, само мислам селенко давам, а млеко не давам. Така. Нема кај го давам, и млеко касираме. Освен овчарството, дали со друго се занимавате? Има лози малко, Колку лози имате? пено 5-6 декара. 5 до 6. Колку годишно добивате принос од ова? Шо дам како да ви кажам, нема толку, мислам малко. Не е под вода. Наслушај, што ќе стори тоа? Еве ја користиме можноста да поразговараме и со помладите, со синот. Кажете ни како се викате? Горан Стефилов од Бошева. Горан, кажи ни најпрвен колку години имаш? 24. А до тебе е твојот брат близнак? Зоран Стефилов. Исто имате години, тоа не сакам да ве прашам, може да ми кажете колку минути сте разлика? Минути, не знам,
Ќе прашаме мајката. Може. Ќе прашаме мајката за тоа, да се нашалиме малку на почетокот. Кажете ни како решивте да останете овде и да му помагате на своите родители да се одгледува ова ваше стадо, така да речеме едно средно стадо од 90 овци. Па, ети, така, изпаднем од школата и немаше што да работиме. И завртиме некој овчика и почнеме да си работиме дома. Овци, во изе нешто имаме, со коњи се бавеме, дрва носеме. И така, што, од се по нешто помалко. И овчки сега имаме неколку, си гледаме, сирени си вадиме, си продаваме. Не би се рекло дека 90 овци се неколку повеќе од неколку. Неколка, ами сега точно Дали е мачно да се мачно. Кој мачно? Не е мачно, ништо не е мачно. Сакаш да гледаш да работи, ако се има желба, може да се работи, што сака човек. Не само стока, може и друго да се гледа. Дали вие решивте да останете овде да живеете во селото? Тоа не че живееме. Додека можеме, тоа че живееме. Градот, па може да си одиме така, колку што ни потреба. На пазар не е битно за други. А и тук не си работи, тука не е сето имање, и тук си работиме. Овде нема забава за младите навечер? Забава има то горото. Нема забава така, продавнички си има, си одиме така. Букавадарец си одиме кога сакаме. Да се пошетаме. Подевој, мора да ме подевој, што ќе ми пошетаме и така. Кажете ни дали убедивте некоја девојка да дојде да живее овде со вас? Или обратно ќе биде таа ќе ве убеди? Може и таа да не убеди да имате има у градот. Сега ќе видиме татки как ќе биде. Кој ќе претежне или у градот или у селото. За да говориме как ќе биде. Значи сепак и за младите овде може да се работи, организира. Да се организира, може да се работи. Кој како има можност да се работи, кој сака да работи и да не седе така дома, може да завртели стокичка или не е битно друго, не е зенци. Може се да се работи, кој сака има волја за работа. Значи вашето село ја дава оваа можност? Да, наше село има, се може да се произведе, не е битно што кој човек ако може да се изработи нешто, мора да се роди. Дали овде градинарски култури успеваат? Со оглед на тоа што сте на повисоко? Абе, нема така многу, нема така градинарски, не се работи многу. Оно нема таков, не таков народ нема, ама ете, не гледат многу така. Ретко си тие народ овие селата, слаби. И не гледат така, повечко на лозиња си имат ситуација го свршило исто и си одат. Тоа е, овчики некои си имате уште ветруица, си гледа така. И така се заменават во село со стотка. Сега ќе го прашуваме по малиот или по стариот брат? По стариот. По стариот Да. брат. Кажи ни како се викаш ти? Зоран. Тоа беа Горан и Зоран, да кажеме уште еднаш. А кажи ни Зоран, еве брат ти ни кажа неколку убави зборови, кажи ни дали ти го делиш неговото мислење? Не. Се заедничко работиме. И тоа нема друго што со заеднички да. Нема што треба да се работи, му одиме заедно да работиме. Што? Кој најмногу работи кога се прави сирење на пример? Ами кога? Сите помалку. Организирано, да. Сега една ако има една работа, па други тача работи и така. Кој е слободен, некој може на лоји се отиде овци да се пасат, па други работи. Кој дома ќе остане од четворица. Значи наутро се дава распоред и после тоа по планот се оди. А каков е твојот план? Дали планираш да останеш овде или пак твоите размислувања се да мигрираш во градот? Абе сега не знаеме како треба капитал нешто да се фане, па тоа ги дојдеме у градот. И ако не можеме да дојдеме без пари у градот, што ќе правиме таму? Значи сепак е подобро тука по еден. Подобро, но треба да тука да земиш капитал, че да имаш нешто, што да земиш. Ако немаш што да земиш, таму џабе одиш. Таму се е на швике да се купи на пари, за тоа. А тука за се може да се произведе што му е потребно на едно домаќинство. Што е потребно за да се прехраниш, што тоа треба да јадиш, може да се прехраниш, тоа е. У градот треба се да накуп, треба да одиш да купиш, знаеш. Колку млади моментно има во Долна Бошава? Млади, четворици. Јас и Боразов и уште двајца. Едното е по-големо однос, едно по-мало. А колку мали деца има? Мали деца нема, тие четворици. Само млади, а мали деца нема. Дали тоа се должи затоа што нема
Основно училиште? Училище па и нема. Ето. Това е, нема. Еве да ја искористиме можноста да ја запрашаме и домаќинката. Представете се. Драгица, Детка Драгице, кажи ни дали е тешко да се работи, колку вие им помагате на машките, на машки одел. мора да помагаш, што ќе правиш, мајка си. Освен домаќинските работи, што друго работите? Ами, сирените го сиреме на лојци, че идеме на лаките, че идеме, че вадиме, че копаме, тоа е. А повечко сирените го сиреме. И те нема друга работа и на сиренето. Во текот на зимските месеци, дали го чувате разбојот? Го иска, ја не го иска разбојно. Ти маша разбојно го иска. А кажете ни, и во летниот период се врши ткаење? Се врши като си го турила в зимното, па сега до лето ще го изкажеш. Не можеш зимното, па сега лето ще го изкажеш. Вие имате собствена волна од вашите овци, што најмногу ткаите. Дали се тоа јамболи? Не ткаем нищо, сега това го остави на дипли и маша иска и това. Ямболи не ткаем. Не можем да работим и толкова. Що чум правиш, века не можеш да работиш. Волната ева няма взимат. Никой няма взиме волната. Сирените не го взимат, волната не я взиме и ще работим и не да работим. Сега очекуват да добиете снашки од вашите синови. Ами нека бият здрави и живи, че добиеме. Мора да добиеш, ами. Ка си имаш машки близаци, нека бият здрави и живи. Сега вие кажете ни на колку минути се разлика? За първо беше за 10 минути, другите породено. За 10 минути. Дали се израдувавте многу кога добивте? Близнаци бяха. 3 девойчини, бяха двете машки, близнаци. Дали прво девојчињата беа? Девойчините, трите девойчини, после машките ми бяха. Што кажа таткото, кога разбра? Кажам, аз не знам, що кажа. Него го прашам. Ами да го прашате, кога ще каже. Не кажува. Беше радостно. Радостна беше, две машки имаше, близнаци бяха, свекерот и она беше живи, она беше радостна. Най-беме радостната машките бяха, близнаците бяха. Много баво беше това. Нека бия здрави и живи са. Дали и како жени се собирате и да работите заедно, да се вези, така? Не работиме сега таква работа. Девчини, кога беме, така работиме. Сега не работиме нищо и как ще работиш? Нема доволно време? Нема доволно време, сирен се разправаш, там со млеко се разправаш и толкова. Кризата го направи своето. Во Долна Бошава се враќаат жителите, се садат нови лозови насади. Еве што за тоа ни кажа Зорица Петрова. Зорице, вие живеете и работите во Кавадарци. Не сум вработена, а живеам во Кавадарци. Тука направивме една викендица и лозија имаме 8 декара. Што да правиме? Не сум вработена и мора нешто да се работи. Дали се исплатува заради оддалеченоста на Долна Бошава од Кавадарци за одгледувањето на лозијата, да рече? Или за времето на тие денови сте тука додека трајат тие операции најважните? Па види, за време на викендот доаѓаме тука и тие 2 дена го изработуваме лозито и се исплаќа. Зошто да не? И викенд си тераме и лозито, че си го изработиш и тоа е. Значи, ем ке се одморите, ем ке се спечелите. Да, па секако. Кажете ни дали има и други луѓе од Долна Бошава што размислуваат како вас, дали овде се прават и други лозови насади, освен вашиот лозов насад? Има уште и други имат направено, не само ние. Доста имат изградено, прават лози. Сте изградиле убава викендичка, дали ви доаѓаат гости? Па за време на викендот доаѓаат. Овде е добра надморската висина и највечер убаво се спие. Супер е, многу убаво. Убаво. Се бања децата на реката, убаво. На Илинден во Долна Бошава беше пуштен во употреба мост на реката Бошавица. За значењето на овој мост и за перспективите на Бошавијата говореа градоначалникот на Конопиште Душко Ѓорѓиев и Ѓоко Атанасов, председател на местната заедница. Господине Ѓорѓиев, кажете ни како се одбележува Илинден празникот во Бошавијата. Моментно се наоѓаме во Долна Бошава. Па традицијата која што постоела од памти века за собирот на местното население од цела општина Конопиште во Бошавскиот манастир, на кој што денеска присуствуваше митрополитот дедо владика Јован, го одбележуваме на тој начин што еве и со нашата активност на новото раководство на општината правиме мост кој што ќе ги премости реката Бошавица кон еден доста богат со обработено земјиште предел и ќе ги поврзе селата Долна Бошава, Чемерско и Горна Бошава. Затоа што во пролетните денови, кога е реката надојдена,
луѓето не може да дојдат до обработливото земјиште и тоа се случува и есента и зимото. Ние направивме сила да направиме еден оваков зафат и пуштиме еден мост кој што е од доста големо значење. Кажете ни, вие како градоначалник на општина Конопиште, какви се перспективите на Бошавијата? Перспективите на Бошавијата, бидејќи ресурсите се премногу големи, како предизвик на едно богатство кое што само треба да се најде креативност и способност на интелектуалната сила и луѓето кои што се физички способни да можат на овој крај да му дадат еден просперитет, односно во бруто националниот производ на Република Македонија да учествуваме со многу голем процент, бидејќи сега учествуваме со мал процент, а натаму здравје Божие и светилија да ни помогне на овој денешен ден, сметаме дека ќе направиме една перспектива. Господине Атанасов, кажете ни нешто повеќе за изградбата на овој мост и неговата функција. Овој мост во село Долна Бошава на реката Бошавица беше давнешна желба на жителите од ова село. Затоа што нашите жители од село Долна Бошава има една голема мака да ја преминат реката, било со возило, било со стока. Еве се оствари вековниот сон. Општина Конопиште и Советот на општина Конопиште имат голема заслуга и местната заедница од село Долна Бошава за да профункционира овој мост. Општина Конопиште преку Бирото за неразвиени подрачја обезбеди средства и им благодариме, оваа прилика користиме да им благодариме на Бирото за неразвиени подрачја кои што дозволија средства за овој мост да се изграде. Во минатиот период беше изграден премин 1 преку реката, кој што е наменет за потешки возила. Овој мост претежно е за полесни возила, да речеме трактори и моторни возила, коли. Сега нашите жители верувам дека се задоволни од изградбата на овој мост кој што е стварно од големо значење за ова село. Долна Бошава со својата погодна клима и надморска височина е атрактивна за изградба на викендички. Годи планинскиот воздух и бистрата вода на Бошавица. Температурата на термометарот достигнува до 39 степен. Го напуштаме селото и ветуваме дека повторно ќе дојдеме да забележиме повеќе моменти од неговото секојдневие.
работи.